Дали е точно дека на OnlyFans плаќале и познати политичари за да ги гледаат твоите слики? Подкаст кој ќе ви ја открие вистината, а вие имате право на тоа. Не, со поклон иде. Ти си првиот гостин што доаѓа со поклон. Добар ден. Диана, OG motherfucker. Што е тоа? Си носиме поклон, со празни раце во студио не се оди. Си носам Killa Angels за енергија и за да бидеш поблак со мене ова интервју. Јас секојаш сум блак. Не би рекла. Да, не, тоа е некое мислене создадено артифишал за мене. Ти благодарам за поклонот, мило ми е, ги поздравуваме и ќе се напиеме и тоест верувам дека ќе ни дадат енергија. Се надевам. Кај си, што правиш? Еве, да ти кажам, малку натака навака со обврски, па дојдов малку да се подружам со тебе и со твоите гледачи и слушатели. Кој ти беше последниот подкаст, кај Лазаров ли беше? Не, кај беше, кај Маја Поцевска, не. Верувај ми, Миро, толку подкасти што бев, мислам дека така, не знам, се изгубив, веројатно Маја. Да, кај Маја мислам, беше, последното гостување. Да, и како помина? Убаво, на секој подкаст си поминав убава, гостопримство ми пружија сите домаќини. Знаеш дека јас сум малце мојот подкаст не е баш нели нормален подкаст, нормален е, ама не е секојдневен, се работи за подкаст каде што ставаме детектор на лаги. Ти си една уникатна, пред се талентирана девојка, но сама по себе си многу темпераментна. Позади себе имаш доста скандали не нешто дека имаш нешто направено во ама така те пратат. Баш кога беше бивша учесничка и на Задруга, на реално шоу. Имаш интересни објави на Инстаграм, тоа најчесто знаеш да ставиш тоа што го пушиш и така натаму. Тоа не да сватит нели двосмислено што пушиш, тоа значи дека нели joint. И си интересен артистка нас во Македонија, што е, како да кажам, единствено тоа што го работи. Значи никој не објавува такви слики, сите некако се плашат од комши, од пријатели што ќе каже ти си го правиш тоа што го сакаш едноставно. Па види, сметам дека единствениот подвиг кој што Македонија ќе однесе малку понапред сме младите. Сметам дека треба да бидеме посмели и да кажеме што на вистина не исполнува тоа стварно што го мислиме и што сметаме дека не чини во ова општество, заради тоа што тоа на крајот на денот останува на нас. Ние сме тие кои што еден ден ќе седнат на вакви фотели и ќе ја водат оваа држава и ќе ја представуваат. А сметаш дека треба да се легализира марихуаната? Не треба да се легализира. Ти видиш што се деси сега, нели? Да. Да, видов. Не. Тоа е катастрофа, тоа се големи бизниси, големи превари, да, апсолутно. Големи пари. Да. Замисли што ќе се случи ако ние легализираме марихуана. Легализирањето како легализирање скроз е погрешна одлука, меѓутоа декриминализација е тоа што во светот владее, нели, како што ние го викаме легализација. Да, ние да. Тоа значи во големите земји како Холандија и така натаму. Тоа значи на одредено место да имаш ти слобода и можност да конзумираш таа билка, да не смееш повеќе од одредена количина да носиш и тоа сметам дека е сосема нормално, како што можам да купам вино или шток во продавница, дека и пушачите на таа марихуана треба да бидат на некој начин. Пред некое време мислам јас и не знаев дека си била и во Србија и во Македонија. Да, во притвор и тоа не го знаев. Знаев дека само во Македонија и знаев дека за нешто друго. Односно после дознав дека скроз за нека трета работа си била во притвор, така натаму. Го издржа и тоа машки. Да, и Бога ми да. Одвратно чувство, така? За ниедни пари не би се вратила, така? Не, дефинитивно не би се вратила, не за ниедни пари, па за ништо на светов. Одвратно е чувство како чувство, меѓутоа човек се навикнува на све. Ние кај не сме се snašli. Сеш да кажеш дека и у затвор се навикне? Па нормално ќе се навикнеш, тоа е едноставно
таму си. Мораш да се навикнеш, иначе ќе паднеш психички. Ај малце да оставиме и на оние полиграфски прашања, да видиме дали ја кажуваш вистината, рубриката Вистина ли со Миро Кацаров. Втората етапа или вториот дел од нашиот подкаст, каде што ќе те прашаме некои прашања кои што не ти биле до сега поставени од страна на новинари, на водители, на подкастери и така натаму. Полиграф е нешто каде што најчесто се осеќа преку пулс, преку дишење, преку движење, преку сето тоа, ќе ти го постава детекторот на лаги, кој што е милитари, војнички, е наречен од Америка. Значи, буквално ме прашуваат сите дали да, точен е се, не е 100%, но 90% е точен, и убаво си покажува кај мене. Дали си било до сега на полиграф? Никогаш Кој беше не на сум. испрашување у полиција пред идеш у притвор, беше на полиграф? Не бев на полиграф, сега веќе не го сметаат како релевантен доказ полиграфот, бидејќи веројатно, не знам, некој го пробил или многу добро лажал, не сум била и предизвика за мене. Одлично, ќе се фокусираш, ќе се концентрираш, малце си, но малце ти е челендж, малце ти е страф или? Па не ми е страф, ама Непријатно имам чувство. некоја трема, да, не знам што ме чека сега, не знам колку ти е точен тој полиграф, не знам прашањата не се кажам. Прашањата се многу интересни. Па види, човек како тебе со толкаво искуство и не се сомневам дека ќе има добри прашања, така да. Ти благодарам. Се гледаме во втората етапа или вториот дел од емисијата. Много сериозно. Уф. По тензија сум. Леле. Леле. И како? Како не изгледа сум. Добар ти е пулсот. Фокусирана си? Па пробувам да се опуштам што е можно Сконцентрирана си? повеќе. Да, Ќе кажуваш вистината? секогаш. Може. Ајде. Диана OG motherfucker. Дали твоето име е Диана? Да, По кој си крстена? по Lady Di. Еј Што да. знам, па да. Стварно? Да, Кој година си родена? 2000-та. Он на кога почину? Она почину 95, ако не се лажам, 90. Не знам. Да, да. Тој да. податок не го знам. Да, да. Со обзир на тоа дека сум требала да се викам Данила и да бидам машко, Данило Машко, а тоа Да. време немало скриминзи да се знае кој, така? па во последен момент сум се родила женско, па сум станала Диана. Леле, Добро што име ми збориш. дале. Добре. Второ прашање. Дали затворот те смени како личност? Не знам. Нема не знаеш, да или не? Да, веројатно. Луѓето знаат да кажат дека затворот ги променува на позитивно затоа што дисциплина, ред, смрдеа, хигиена, читање на Библии, читање на Куран, На книги. на книги, продуховување. Дали е тоа точно? Па види, да. Можам да кажам дека е точно, заради тоа што таму имаш многу вишак време и го посветуваш на нешто што единствено си во можност, а тоа е читање. Сега колку ќе си истраен од кога ќе излезеш во тоа продуховување и да го одиш тој пат, е од човек до човек. И кој нема да се врати од каде што излегол дека имаш. Дали во затвор научи кој ти е вистински пријател? Дефинитивно да. Кој ти е вистински пријател? Никој. Никој ти се не, тоест се Многу намали ретко, бројот на да. јавување на пораки на писма? Не, се зголеми бројот, меѓутоа на неискрените луѓе, на луѓе кои што видоа дека нели ќе биде некоја приказна после ова, дека некој маркетинг. Меѓутоа вистински многу малку останаа. Дури не знам дали можам да ги изборам на една рака. Дали денес би избегнала луѓе што те довеле до проблеми? Дефинитивно да. Кои се тие луѓе што би избегнала? До какви проблеми те носат тие луѓето претходно?
Што би ги избегнала денес? Па до проблеми од кои што се губи собственото јас, од кои што се губи правиот пат, каде што можеш и самиот да се исквернавиш и да станеш лош човек. Тоест како истите тие луѓе од кои што јас денеска би избегала. Во какви проблеми ти најчесто се Притвор. Се шалам. Па види, секоја една ситуација, дали се тоа пријатели... Сигурно не си криумчарила луѓе. Не, не сум да. криумчарила луѓе, дефинитивно. Меѓутоа, ете, од некоја ситуација која што сум можда мислела дека е безазлена, гледаш до што ме довело до 9-месечен притвор. Значи, наивноста некогаш многу повеќе кошта и од Значи, ти беше за финансиски криминал? Да. Тоа да го потенцирам, Да. пошто ја мислев дека си ради марихуана. Не, затоа не, во животот затоа не ме фатиле, не сум паднала. Дали OnlyFans ти донесе повеќе пари отколку музиката? Да. За жал. Се заработува на OnlyFans? Се заработува, меѓутоа, мислам, за жал е тоа така. Јас сум го користела тој OnlyFans за да донесам пари во мојот буџет за да ја финансирам таа музика, што е многу жално. Ти беше една меѓу првите со OnlyFans во Македонија? Втора, мислам дека. Втора, така? Барем што јавно, втора или трета што јавно го кажа. Што јавно, да, браво, да. Пардон. Да. Дали го направи тоа како бизнес одлука, а не од провокација? Да, како бизнес одлука нормално, не сум имала кого да провоцирам, не провоцирам со такви некои, да кажам, потези, јас сум повеќе провокатор на јазик и со Ти дела. стига пораки од мажи? Да, Ти бара слики секакви? да. Не е срамно да го продаваш така телото? Или тоа миш дека не е продавање Па на јас тело? не го продавам телото. Не сум го продала телото, никогаш не сум спијала со маж за пари, така да не го сметам тоа како продавање на телото. Тоа е едноставно нели као слика. Они барат слики, така? Па тоа е исто како девојките што ги ставаат сликите на Инстаграм, само што не земаат пари. Да, точно, но ја мислам дека овие слики се нели малце без долна облека со долно како. Секој има свој начин на работа, нели секој си има своја граница, има таму и порничи што снимале. Да, на OnlyFans? И Не сум знаел, мајке ми, бога ми. Па добро, ти си човек кој што има семејство, кој што не се бави со такви работи, меѓутоа Ти го ме разбераш. никој пат го немам отворено и не знам како би било тоа или да Не ти треба тоа, не знам, луѓето кои што се срекне со својот вистински живот, мислам дека не треба да бараат среќа. Многу е популарно сега OnlyFans. Или? О, Се кај намалува нас, популярноста? кај нас тука искрено да ти кажам, не сметам дека е толку премногу популарен, меѓутоа во светов девојки многу пари почнаа да прават од тоа. Милионски суми? Да. Искрено се прават пари за една недела кој што некој ги заработува за година дена. Многу пари се прават. Само зависи колку си алчен и колку сакаш да направиш, па колку ќе го користиш како апликација. И што ќе нудиш. Значи има од порничи имало да фитнес програми на OnlyFans. Има и за крипто што продавале. на Стварно? OnlyFans. Свашта има на OnlyFans. Добро, дали имаше страв што ќе кажат луѓето кога почна? Не. Воопшто не те интересираш? Па види, длабоко секој човек би сакал да луѓето имаат позитивно и убаво мислење и високо мислење за него. Меѓутоа, најважно ми е што ќе кажат луѓето кои што се во моето окружување, тоест најблиските, да веруваат они во мене и они да ме сакаат и почитуваат, може би Господ ќе ти прости некогаш нешто, но градот, успехот никогаш нема да ти го прости или парата, така да не. Искрено за тоа некако немам. Добро, дали не ти значеше бидејќи еве ти имаш некоја не секојдневно детство помина до твоите родители те остават кога беше мала бабата ти чува. Дали таа одлука и тоа немање на страв е ради тоа што си пораснала без родители, па не се мисле што ќе кажат татко ми, мајка ми, Па војко ми, види. војна ми, тетка ми и Дефинитивно за други луѓе не ми е важно, а дека сум го имала дека го имам и се уште тој страво почет од баба ми и дека сум размислувала што знаеш ли ќе дека каже имаш она, оно? да. Сум размислувала и сум се објаснувала
Меѓутоа, ето, нема да го препишам тоа што сум го отворила тој OnlyFans на мојот тежок живот, туку едноставно начин на екзистенција. Во моментот кога имаш сонови и амбиции, а немаш спонзор или немаш пари да ги оствариш, сум го сметала како еден начин на заработка привремена. И како одеднаш се појавува или одлучуваш ти буквално да немаш OnlyFans? Искрено ќе ти кажам сега. Кога ме екстрадираа во притворот во Шутка и после првиот ден веќе луѓето знаеа дека сум таму. Во Шутка во притворот се знае дека има телефони и такви работи. А мене сите луѓе на OnlyFans што ми беа од Македонија. Сега јас сум таа храбра девојка што ќе го отвори тој OnlyFans. Ама не сум таа девојка што ќе седи у притвор во Шутка и што ќе знае дека пример затвореници може да го купат нејзиниот OnlyFans и да ме видат баш тука и муабет да ми направат. Тоа лошо ли, што може да направат? Па не можат ништо да ми направат, ама гледај, сум живеела у Белград и сум го имала тој OnlyFans далеку од сите тие луѓе кои што го купувале, ме разбираш. Едноставно немам допир, као да у Америка се осеќам. А вака у Шутка некако сум си бев у фазон као шо има сега и OnlyFans-ов да го гледаат. И некако си размислив зошто јас кога ќе излезам шо би продолжила ли да го работам. Не, нема да го работам и така одлучив и да го избришам OnlyFans-от. И мислам дека и кога го користев, кога го работев во Белград, јас не го користев и работев како некои други, да речам, ете старлити што го користат, не одев по сплавови или да се, нели, промискуитетни работи да правам или промискуитетен живот да живеам во Белград, него домакински си ги чував и соберав парите и ги вложував во музиката. И од тогаш ти нема паднато на памет повторно да го работи? Па не, дури еве ке сум направила многу поише пари од до сега. Мислам дека од кога излегов од притвор многу поише пари ќе направев на OnlyFans. Да. Меѓутоа не. Некогаш дури ќе си речам, абе слушо го избришав, ама после си ги давам сите илјада зошто причини. Добре, одлично. Дали некогаш си уживала во контраверзијата околу тебе? OnlyFans, притвор, затвор, рапер, секогаш. Без цензура, joint, све? Секогаш. Да, уживам кога слушам како се зборува. И дури кога зборуваат лоши работи, заради тоа што знам дека 90% од работите што сум ги поминала или правела јас, сакале да ги направат или поминат, меѓутоа немале можност или доволно тести си да го направат тоа. Чубаво ти е. Да сум Дијана Оуџи? Да. Прекрасно. И сето ова, значи, не би ништо променила? Не би променила, тоа е се што ме направи да бидам оваа особа денеска, нели, никој не е перфектен, никој не е совршен, секој има некоја мана, секој има некоја црна страна во него, нешто што сака да го искорени и ние сме луѓе тука фрлени на оваа планета за секој ден да се подобруваме и да бидеме некоја подобра верзија и додека да стигнеме до моментот на умирање да исчистиме кармата што ни е дадена за овој живот. Дали скандалите ти е зголемија популарност? Да. Мислиш дека со нив си популарна? Па да. Еве ќе ти кажам пример, кога бев ученик во средно училиште, како стипендисти, кога пишував книги, немаше толку внимание од... Книги пишуваш? Да. Немаше внимание од новинари, од публика. Имаше внимание само од тие, да речам, некои декани по факултети, по возрастни луѓе кои што не беа моја цилна публика. Нели, тоа се друштво на генерација на баба ми, на повозрастни луѓе, не се моја некоја, као не се моја цилна група. Од кога го отворив OnlyFans-от, многу почна да ми скокаат прегледи. Претходно музиката која почнав да правам песни, одма почна да пишуваат за мене новинари, нели, портали. Сакаш да бидеш скандалозна? Не, јас не сакам тоа, сум едноставно јас. И заради тоа Зашто не го некако... покажа тоа у задруга? Таму не се пронајдов. Таму буквално нема... Зашто таму не се попаметни од тебе, ти си интелигентна? Па тоа е проблемот. Заради тоа што интелигентниот човек со пониско интелигентни луѓе не може да најде занимација и заеднички јазик. Најлошо е, еве и ти сам по себе знаеш, си човек кој што работи со луѓе. Најтешко е да се разбереш со недокажан човек кој што мисли дека е препаметен.
Со човекот кој што нема ништо под косата, а мисли дека е генија. Да, Реално, апсолутно. со паметен човек и да имаш И пример, многу се да. И нели? понекаде си едноставни луѓе. Да, ма и еве и да имам пример, јас некој спротивно мислење од тебе, нема да влезам во клинч, да се расправам и да се убедувам, него ќе го испочитувам. Да, да. А задруга би влегла пак? Не, Заработи добри пари? не, Не? не. Гадно е ми каже, смрди. Многу гадно, многу смрди, многу се прљави. Се бава таму носто. Да, ај тоа заебавање во нека мање више. Ама и вака гадни се по природа. Гадни се по Се мијат ли природа. заби? Абе се мијат, се шминкаат, ама Ама што? хигиенава е некако многу не е само за да се испарфемисаш и Да, на тоа шо нели околу, да, тоа е баш многу не е, ако така живеат и дома, далеко им била лепа куќа. Значи не ти се допадна? Не Уште воопшто. од првиот пат или? Па првиот месец некако бев зачудена. Знаеш, не знаев како идат програми, кога имаат емисии, шо бев изгубена многу, пошто јас сум сама по себе човек кој што има самодоверба и многу влегов со самодоверба, ама се изгубив малку. Многу ми беа некако хиени без мозок и без срце луѓе сите и сакав Стварно да сите излезам. гледат, баш, стварно како хени сите, Да, секој да. на секој. Апсолутно. емпатија. Апсолутно без емпатија, апсолутно секој се гледа како некаква приказна или како некој Они мислат дека трач. се фаци? Да, сите мислат дека се страшни фаци и дека се препаметни. Дали е вистина дека си била барана со потерница од Интерпол? Да, Од Интерпол? Интерпол. Кај те фати Интерпол? Во Србија, дома. Ти дојдоа? Ти чукнаа на врата? Па не ми чукна, само влегоа. Влегуваат? Да. Со тако бум. Не, влегоа културно. Кај мене беа стварно многу културни, така да не кажам господски се однесува. Нели, јас не сум некој криминалец што ќе фатат кај мене, нема да искочам со золја да ги чекам. Беа културни луѓето. А Срби ли? Српски Интерпол ме фати. Бев спроведена во 29-ти, од 29-ти бев спроведена, тоа ти е као на некој начин, некоја шеста управа, некоја се таму. Па бев спроведена во предобвинител и во Све со централниот комбе? затвор, да, све со комбе, со Као лисици, по со филмови? као во филмови. Ти беше страв? Па не ми беше страф едноставно, Ама више непријатно. не, дека не ми беше седно, не ми беше седно. А очекуваш ли да ќе бидеш фатен? А знаеш ли дека те бара Интерпол? Не. Не знаеш, а? И после Интерпол те односи После на... Интерпол ме носи на на па судија, на обвинител. па на обвинител ме носат во централен затвор. Таму одседувам 7 месеци. Добро, ме носат- у централен затвор. Да, ЦЗ, тоа е централниот затвор во Белград. Тој што го спомнуваат по песни рапериве. Аха, да ме тој мафија. Да, таму кај шидат сите. Ти беше у женски затвор. У женскиот дел, да, И има. сите ли беа такви по филмовите или нема врска? Не, бе, Дебили, има. тетовирани, лоши. Не, бе, има многу нормални луѓе по затвори, и за адвокатки запознав, и од министерство запознав, министерки во затвор, во министерство што работеле. Да, јасно, администрација. Баш тоа, и администрација и баш од и врвот. шефови на кабинети, да. Што Ја беше послушував. акција, беше баш некоја во Белград во тој период јас кога бев, пола министерство беше у Цеза. И што правите? Еден саат само ви дават, инаку друго се... Не, во Цеза имавме 2 сати шетња, во соба седиш, ама таму условите беа за овде хотел. За овде милина. Друго прашање, дали е точно дека притворот во Белград ти било подобро место од притворот во Скопје? Да. Што се деша во Скопје? Скопје? гости? Има мувла, има Говна? балта. Чучавецот ти е во соба. А се мие ли тој чучавец некогаш се... Јас те моса кога до место со ово? до место си такви работи нема. Да не се убиеш ли? не Веројатно, убиеш, да не се напиеш нешто или да не си го одземеш животот. Да, Бањањето беше, ме фасцинираше тоа. Ја бев шокирана кога слушнав дека се бањаат на 4 дена, по правило. Значи, тоа е лудило. Среќа, А точно ли среќа. е тоа ако падне сапунот?
Не знам, не сум во машки дел, јас сум жени бе. пуштала. Па сега сигурно има. Кај жени бе? Шо кај Па жени? лесбо си. Па има. Јуде да те чепне нешто. Мене не ме чепкал никој да сега, ама имало. Има, Имало, така? јас сум била и сведок на љубовни врски меѓу жени, ама во Белград тоа. Ама љубовни кога некој сакал и кога некој не сакал, мене Љубовни врски каде што две жени се засакуваат, во притвори се пишуваат писма. Не прија за сапунот. А за сапунот не знам сега што правеле у Па и соби. жени може да падне сапун па. Не знам, Миро, Добро бре. ама си запнал за Па сапунот. не знам како ми текне. Не знам, веројатно постојат. И добро. Следно прашање, дали е точно дека се уште пушиш марихуана? Точно е. Дај да излажам нешто барем да. Не ти прави анксиозност панични напади? Види сега, кога сме веќе кај тоа, не ме прави анксиозност. Не сум некој што ја злоупотребува, ја повеќе ја користам кога создавам, пример кога пишувам песна, кога правам Ги отвора мелодија. галериите? Па да, така ми. Чакрите? Знаеш како, на некој начин можам дури да го кажам дека ме става у филм. Нормално. Знаеш, онака ми е момент доживљај, повеќе си го осеќам текстот, ја осеќам музиката, се ставам во улогата Диана Оуџи, за момент не сум само Диана во Баде Мантил што пие кафе дома пред микрофон, него сум Диана Оуџи и ме инспирира. А и вака ми ги олеснува живците, пошто со будаливе од 21 век тешко е да се разбереш. Дали се уште комуницира со твоите родители ако се оставено од нив како мал? Да, комуницирам. Меѓутоа не пречесто. Онака, со некој доза дистанца. Тоа е болна тема, како они, како ти, дали некој што разговара, дали сте дебатирале, дали си имаш наљутено, дали љуто си ги прашувал што е било проблемот, до сега многу пати сме затоа што си доста созреана девојка. Знаеш како? Да се наљутам, можеби сум се љутала кога сум била мала. Меѓутоа после сум сватила дека они на крајот на денот ми направиле една услуга со оглед на тоа дека не биле дел од мојот живот. Заради тоа што некогаш, како викаат старите, боле спречити него лечити. Некогаш е многу подобро да не се дел од твојот живот, него да се и да те однесат во некој погрешен правец или да не ти ја дадат таа грижа родителска и љубов кој што требало. Сега ние немаме некој однос, знаеш, каде што си го набацуваме тоа на нос, едноставно свесни сме какви постапки сме правеле во животот, они се исто така свесни дека јас имам веќе 25 години. Сега нема шансе нешто да живеете заедно. Да живеам заедно? Да. Не, нема шанси. Шанси не. А на Не. кој личиш? Па мислам дека личам повеќе на татко ми. Мада ме убедуваат дека личам на прабаба, која што ми е на татко ми страна и живеела 98 години. Ти ги живееш што? Така ми викаат, леле викам, кај? Чека, брат, сестра? Немам единица сум. Единица. На колку години они те оставаат? Па одма. Одма? Одма. Па мислам ме оставаат. Види, они се тука, Миро, не дека се они исчезнати да ги нема. Па како? Па едноставно тука се кога имаат потреба, ме разбираш. Баба ми била банката, баба ми била банкарот и тој Добро, кој што ги имал оставаат на баба капиталот. ти, баба Да, ти те баба чува. ми ме чува, они доаѓаат, нели, ќе дое пример. Баба ми била финансиер, нивни, мој, животен, наш финансиер. И па чекај, што баба ти нели вика, чека бре, ова дете како ја да го чувам, мало е. Не, баба ми напротив останува вдовица на млади години, не се премажува, одбира да се соочи со тој проблем дека треба да ме чува мене и не ме остава нели на зависници да ме чуваат. Оди и на работа. Да ви мајка тако те за мајка ти? Исто зависи? Мајка ми била на времето, мислам уживател, конзумирала што или како ова. Меѓутоа сега не е во тие води. Сега ета живее во Хрватска, си има свој Има живот. свој Свој семејство, живот, живот? па нема семејство, меѓутоа ета има некој свој партнер, таму е. Што нели јас многу поише тоа го почитувам. До сега чим А ти си била ли кај неа, сакаш ли да идеш кај неа? не. А он ти комуницирате ли се? Комуницираме така, знаеш, нормално како и секој што живее така по некој оддалечен живот со родителите. А ти знаеш да кажеш као мајка, као мама?
Па не знам, некогаш, не ги викам така, не знам ни како ги викам, Бог да чува. Стварно, немам таков некој однос. Јас имам повеќе родителски однос со баба ми. Да, знам. Баба ми е, пример... Она се загрижи ти кога беше... Нормално, леле, кога ја видов ослабена, изнасекирана цела жената. Тоа ми беше најголема болка. Така. Ме разбираш, за неизе, за тоа што поминала доста во животов, а не по неизина вина. И сега и се повторуваат некои образци, знаеш. Тоа можам да замислам во незината психа како било, бидејќи нели са синот па внуката, ама ајде да не се повтори. На крајот од денот гледаме што сме научиле, некогаш многу лоши работи се случуваат за уште подобри да дојдат. Дали е точно дека се заработувало илјадници евра на OnlyFans само од македонци? Па да, илјадници. Колку Од се тоа македонци? илјадници? Од македонци, да. Имаше познати македонци? Па искрено да ти кажам, не знам дали биле познати. Не сум се интересирала многу кој стои. Имаше многу македонци што плаќаат? Само македонци имав јас, немав ни еден странец. Еден Кој беа странец. најчести побарувања, као да те сликнеме, ја ти покажуваат они слика од нив? Некој да, некој не. Ама најчести побарувања се бизарни работи. Бизарни, така? Бизарни работи, стапала, носени гаки. Тој е фетиш. Да. Носени гаки? Да продаваш носени гаки. Пример по повеќе денови, тоа не сум го правела, пошто нели. Треба да ги износиш тие гаки. Да. Ама многу бизарни работи. Пример, сакале луѓе да ги омаловажуваш и да ги понижуваш. Сега јас пример сум имала среќа што сум имала агенција која што се бави со тоа. Тоест своји 4 кои што се допишуваат во твое име. Аха. И имаат Не сум смена, знал, нели? нево. Да. После тоа имав и своја агенција, каде што јас имав своји модели. Па и јас и работев и како четер, па и водев и модели. Да, ма тоа е 24/7. Па да, затоа кажувам, имав и свој четери, пошто нели не сум јас човек што ја сака таа работа, што ја работел. Дали е точно дека на OnlyFans плаќале и познати политичари за да ги гледаат твоите слики? Не. Не знам. Не знам дали е, не знам сега ништо кажев, дали е вистина или не, ама не знам. Може ако знаеш да ми кажеш после емисија. Добро. Многу интересни работи дознав, многу си искрена, многу си интересна, уникатна си. Мислам дека ова е последното прашање. Помина 20 прашања, беше одлично, пулсот ти е тој од почетокот, па сам, да, машината ги диктетираше твоите одговори, да преснам следно. И ќе бидеме комплетирани за кратко, кога ќе прочитаме сите оние одговори на моите прашања кои што беа дадени. Полиграфот се ја заврши својата работа, а дали ја кажа вистината или не, ќе ја дознаеме на кратко. Како беше после толку подкасти да видиме дали ја кажуваш вистината? Мене ме многу интересира, а верувам и гледачите, стварно беше актуелно по подкасти. Дали твоето име е Дијана, кажува Труфо, да, точен одговор. Дали затворот е смени као личност, да, кажува точен одговор. Претходното чекај, дали затворот е научи кој е вистински пријател, да, точен одговор. Дали денес би избегнал луѓе што довеле во проблем, кажа да, точен одговор. Дали OnlyFans ти донесе повеќе пари од музика? Да, точен одговор. Дали го направи тоа како бизнис одлука, а не од провокација, пошто сакаш да се сликаш гола? Да, точен одговор, тоа ти го направи или тоа си го направила како бизнис одлука и го кажа тој кога седевме доле во челик. Дали имаше страв што ќе кажат луѓето кога почна? Ти кажа не и тоа е точен одговор. Види се. Браво. Дали некој си уживала во контроверзија околу тебе? Кажа да и тоа е точен одговор. Дали скандалите е с голема популарност? Да кажа да и тоа е точен одговор. Дали е вистина дека си барана со потерница од Интерпол?
Ти кажа да, вистина дека си баран е точен одговор. Дека си баран. Не дали си знае, значи убаво си поставува прашање и убаво си детектира. Дали е точно дека во притвор за Белград ти било подобро од притвор за Скопје? Да, точен одговор, тоа ми го каже доле во челик, значи не лаже. Не лаже Диана овде. Дали е точно дека се уште пушиш марихуана? Да, точен одговор. Да не кажам напушена дојдов на емисија. Дали е точно дека се уште комуницира со твоите родители ако се оставена од нив како мала? Да, точен одговор. Дали е точно дека заработувал јадници евра на OnlyFans само од македонци? Да, точен одговор. Тоа ми го кажа и доле се, ја ти испитував доле, само ти не ги знаеш прашања, да ти ги поставив, као киша око ништо те вртев, ко пиев на кафе. Бога ми, да. Да. Не се даде, не ги даде ни прашањата, Не. Дали е точно дека на OnlyFans плаќале познати политичари да ги гледаат твоите слики? Ти кажам дека не знаеш, дека не е точно. И е точен одговор, пошто ја го измисли прашањето. Добро. Добро, Лиле, викам од кај да знам дали е така. Добро, Ти го помогна полиграфот, тоа беше последно. Стварно? прашање, да. Благодарам. Со ниедно негативно, на сите прашања одговори Благодарам позитивно. многу. И јас бев позитивен кога ти се јави, пошто знаев дека ќе одговориш на секое прашање, гледајќи и твоите подкасти и твојот имидж, дека ќе одговориш позитивно, ќе опоминеш полиграфот и нема да не излажеш наш. Како редакција, лайк, сабскрајб на канал 77 за повеќе вакви интервјуа и предизвици и полиграф испрашувања со јавни личности. Ти благодарам што ја прифати поканата. Ви благодарам на вас за гостопримството и на убавото поминато време. Се надевам ќе бидам повторно ваш гостин. Апсолутно. Вас за оставам во полно здравје. Се гледаме. Чао.